No lyrics here, just beats to vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trampoline sound. Bass Повтор на drops hit каналот them. кај Bet Teacher Crypto. И денес ќе направиме мал апдейт, бидејќи немавме видео одреден период, затоа што имам некои здравствени проблеми и потоа имам некои обврски тука во Македонија. Така да денес ќе направиме апдейт да видиме што се случува, иако немаме нешто многу интересно што би се случувало, бидејќи едноставно стагнираме и се повеќе и повеќе луѓе го напуштаат овој крипто сектор, како што го гледаме тоа неколку години наназад, кога сме во bear маркетот. И денеска ние ќе започнеме со оваа слика да видиме што всушност се случувало во претходните bear маркети и каде се наоѓаме сега. Како што можеме да видиме 2020 година исто така сме имале формирање на ова дно. Се движиме по оваа тренд линија каде што пристигнуваме моментално, така да едноставно нема ништо страшно. Неколку пати сме ја тестирале оваа тренд линија и во 2018 година и кога сме имале COVID краш тука и кога Кина го банирала повторно биткоин, така да едноставно ова е процесот и циклус кој што се повторува, така да ќе видиме каде ќе застанеме во однос на цената, но во однос на циклусите ова е нешто стандардно што се случува од време на време. Доколку продолжиме со следната слика и погледнеме тука биткоин и наспроти американскиот долар и доколку погледнеме овој така наречен магди на бакарот и златото, ќе видиме дека секогаш кога ќе преминеме во горната фаза имаме некој движење и тоа за биткоин кое што продолжува нагоре, но сега за сега немаме ништо такво, едноставно ќе треба да почекаме да видиме што ќе се случува со пазарот, како и циклусите кои што веќе ги имаме, а тоа ќе го направиме подоцна на техничката анализа, да видиме каде се наоѓаме со циклусите и што всушност би очекувале во следниот период. И сега едноставно новиот Fed chairman сака да престане да објаснува се на луѓето, но тоа би довело едноставно до некоја неизвестност на пазарот, кај инвеститорите веројатно, бидејќи нема да се знае што се планира и како се планира за да можат и инвеститорите да планираат. Секако би имали и позитивни и негативни ефекти. Па ќе видиме понатаму што всушност ќе се случува со целата економија и со останатите постапки на ФЕД. Доколку продолжиме натаму, ќе видиме само дека циклусите се она што ни е потребно, а сето друго е само наратив кој што е присутен моментално и сето тоа е мидливо. Како што може да видиме на овој графикон, прикажано ни е биткоин спрема американскиот долар, така да ова се годишните циклуси како што ги видовме претходно. Погледнете всушност каде се наоѓаме. Токму онаму каде што сите се откажуваат, каде што е и најтешко да се остане, токму овие месеци на акумулација се едни од најтешките месеци и тука ги имаме најлошите вести како што се за пропаѓање на биткоин, дека биткоин воопшто нема да користи, дека биткоин е бескорисен и дека никој всушност не го користи. Тоа се тие вести кои што се случуваат секогаш кога стигнуваме до овој дел од циклусот, а тоа е всушност и крајот на bear маркетот, така да ќе оставиме на времето да видиме што ќе се случува понатаму. Во меѓувреме, доколку ги погледнеме доминацијата, ќе погледнеме подоцна и на графиконот, тука така произволно да видиме што се случува кога доминацијата на биткоин паѓа. Имаме алткоин сезона која што се уште не ја дочекавме и верувам дека е една од најчеканите алткоин сезони барем до сега, бидејќи во оваа алткоин сезона не делува ништо така лесно како што делувало претходно. И погледнете ги само овие проценти на добивка, доколку ова се оствари, односно биткоин доминацијата повторно продолжи надоле, би добиле една од
поголемите алткоин сезони, но за сето тоа е потребно време. Во меѓувреме, како што кажав, повторно ќе повториме, имаме 364 дена циклус наспрема 1064 дена каде што цената расте, а 364 дена цената паѓа, односно тоа е бер маркетот, што значи дека имаме уште време овој циклус да продолжи до некаде октомври 2026 година, кој што ќе ни го даде дното, верувам, на тој годишен циклус за подоцна да го видиме оно што го гледаме од преостанатите 1064 дена, така да ќе треба уште малку да се стрпиме. Верувам дека тоа е најтешкиот дел и општо за масите кои што присуствуваат на криптопазарот и покрај овие инфлуенсери што ги имаме, кои што го движат тој хајп, кои што го преплавуваат YouTube со огромни наслови како овој коин да го купите, оној коин да го купите, и имаме сега булран почнува, bear market почнува и така натаму. Тоа се вести кои што едноставно ги контролираат масите, но доколку ги гледаме циклусите, ќе видиме нешто сосема различно и ќе видиме некоја помирна слика на пазарите. Понатаму, оно што сакав да го објаснам е и делот Елиот, кој што го применуваме на нашиот канал и што зборува во претходните видеа, овдека е прикажано. Многу едноставно, ова е петиот бран за кој што зборувавме, односно на микрониво, а втор на макрониво, каде што после ова би следувало едно големо движење нагоре за биткоин. Сега не знам дали ќе стигнеме до 40.045, затоа што циклусите никогаш не предвидуваат цена, туку предвидуваат временски период. Па така, како што го предвидувавме, временскиот период до сега излегуваше се окей и продолжуваме така, но верувам дека цената би достигнала некаде до 50, од 50 до 45.000, доколку имаме некои огромни ликвидации, едноставно да направиме само едно мало движење и во V-shape да се вратиме, можеби нешто вака. Така да, во меѓувреме, ќе видиме дека Фед моментално имаше состанок каде што каматните стапки останаа повторно непроменети, дали тоа ќе го форсираат се до крајот на годината ќе видиме. Сега повторно се најавува тука дури и да се подигне каматната стапка, но се уште е рано евентуално за нешто да се каже на основа на ова. CBBI скорот ни е 32, претходно ни беше паднал до 28 и се уште немаме огромна капитулација на овој CBBI индекс кој што и го означувал дното на циклусот, што значи дека имаме уште време за придвижување на цената надолу и да видиме каде всушност ќе заврши цената на овој циклус. Нупл исто така ни покажува каде се наоѓаме во сентиментот, односно, како што кажавме, се наоѓаме во страв и тоа долг период и се уште сме паднале надолу сега за сега, но немаме уште огромна капитулација каде што буквално секој ќе се откаже од се што поседува. Сега е оној делот страв каде што имаме луѓе кои што мислат се уште да се откажат и се пред чекорот тоа. Алткоин сезоната, буквално сме немале алткоин сезона уште од 2021 година и едноставно ова се беше биткоин сезона и верувам дека огромна манипулација пред да достигнеме некоја си поголема алткоин сезона. Верувам дека ќе дојде и верувам дека ќе донесе огромни профити за луѓето кои што се присутни во алткоините, барем се надевам.
Доколку ги погледнеме сега ликвидациите на 24 часа, тука ќе видиме дека формираме ликвидност на 63.000 и 62.000. Доколку ова го зголемиме малку, ќе го ставиме на една недела, да видиме малку поголема слика. Ево, веќе сме ги ликвидирале сите позиции кои што имаме ликвидност тука, и тоа на 63.000, 65.000, доколку зголемиме на еден месец, ќе видиме дали всушност погледнете, следната ликвидност каде се формира на 67.000. И ништо не би требало да не изненади доколку маркетмейкерите одлучат да го направат исклучиво само ова и повторно да ја вратат цената во надолна насока, затоа што и циклусите го предвидуваат тоа, затоа што тука требаше да се формира дневниот циклус, верувам тоа ќе го погледнеме за кратко, и потоа, како што кажам, формирање на циклус, мал раст и подоцна повторно формирање на другиот дневен циклус, за да видиме што всушност ќе ни донесе тој циклус. Доколку се префрлиме сега на циклусите, ќе го направиме на дневен графикон, како сме ги цртале предходно, едноставно, доколку измериме, ќе видиме дека што се случува. Погледнете, 67 дена до предходниот дневен циклус сме имале и веројатно ова е формирање на дневниот циклус, кој што би требало повторно да се формира на 4. август, односно да видиме цената да се придвижи повторно во надолна насока, затоа што веќе имаме неуспешен циклус, ова дно е пробиено, што значи дека маркетмейкерите размислуваат повеќе за долната страна отколку за горната, затоа што веројатно тука се крие ликвидноста и знаат нешто што ние не знаеме. Исто така, за да ги измамиме, погледнете што се направи. Доколку ставивме тренд линија тука, за да ги измамиме оние кои што тргуваат со тренд линии, едноставно ја пробивте цената и тука луѓето ставаат лонг позиции, каде што после ја враќате цената надолу, за да ги ликвидирате тие лонг позиции, и тоа би изгледало веројатно нешто вака, едноставно, доколку тоа би го тргувале, би изгледало нешто вака, и погледнете, вашата позиција е ликвидирана, и токму тоа, тие лонг позиции го предизвикуваат ова движење на цената надолу, а ние што гледавме? Ние го гледавме циклусот и знаевме дека цената треба да се придвижи, односно треба да го добиеме дното на дневниот циклус тука, и моментално што правиме? Го ретестираме ова ниво кое што било многу одамна, и верувате, тука луѓето се плашат, сите што ќе стават оваа тренд линија тука, ќе бидат исплашени затоа што имаме пробивање, ретест и веројатно продолжување, што и би требало да се случи, но ќе оставиме да видиме што ќе ни донесе времето. Едноставно, сега за сега го формиравме тој дневен циклус тука, имаме тренд линија која што не е манипулирана, односно оваа тренд линија ја сматрам како една од поглавните. Сега оваа пробиената ќе треба да ја следиме повторно, затоа што погледне, со манипулации на неа едноставно големите играчи се решаваат да ја манипулираат цената и немаме никакво помрднување на цената од почетокот на оваа година. Погледнете го овој опсек тука, каде се движи оваа цена во рамките од 83.000 до 60.000, така да едноставно огромен опсек каде што цената ги ликвидира сите позиции и верувам дека
малите играчи воопшто немаат шанса тука, затоа што големите играчи го помераат капиталот. Големите играчи имаат огромен капитал со кој што прават мали движења за да ги ликвидираат и тие мали позиции на кои што луѓето се надеваат дека ќе ги добијат. Така да што е следно? Следно е движењето да го видиме до 4 август, да видиме каде ќе се формира тој DSI low. Очекуваме повторно пробивање на претходниот DSI low затоа што го имавме. Веќе е пробиено. Едноставно цената, доколку сакаме да прикажеме, би можела да се движи, доколку сака да ги ликвидира повторно тие позиции, да направи нешто вака, но не верувам во ова сценарио, барем сега за сега, искрено, затоа што немаме никакви знаци за тоа. Може да имаме некое движење тука, во странично и повторно да пробиеме и да формираме DSI low тука, и ова ќе биде едно од позначајните DSI low, каде што верувам дека може би го виделе тоа дно, затоа што подоцна ќе ни остане уште еден. Уште неколку, мислам, сега ќе видиме. Ќе ни остане октомври, каде што би требало да се формира тој DSI low, и подоцна од октомври еве, ова би требало да биде финалното движење за формирање на дневниот циклус, односно и годишниот циклус кој што треба да се формира, како што ги гледавме и сликите предходно, доколку сега споредиме нешто на еден празен графикон, погледнете. Движењето тука е идентично со движењето моментално, тоест движењето во предходниот циклус. Погледнете, имаме движење странично кое што е предизвикано во еден вид на капитулација. Погледнете, истото го имам. Движење во странично кое што го предизвикува тоа. Ќе го направиме, ќе го забавиме тука и погледнете го ова движење. Имаме огромни ликвидации, каде што цената повторно се враќа, ја пробива оваа тренд линија, луѓето поставуваат лонг позиции тука, истото се случува и тука, луѓето се враќаат на пазарот, поставуваат лонг позиции, повторно цената прави манипулацијски потези тука и се движи повторно надоле, и веројатно можеби би имале некој повторно Black Swan настан, како што го имаме тоа тука, за оваа цена да заврши под ова движење и тука некаде да формира свое дно. Но сето тоа се шпекулации и ќе мора исклучиво да го видиме за да можеме да му веруваме. Етериум, доколку го погледнеме, Етериум нема никакви знаци на опоравување, односно се наоѓаме во овој обсек тука. Доколку ја поставиме оваа тренд линија, едноставно сме под оваа тренд линија и нема што да бараме, барем сега за сега. Нека заборавивме да го погледнеме на месечно ниво графиконот. Ќе го погледнеме сега. Само да ги избришеме овие. Графиконот. И погледнете каде се наоѓаме на овој индикатор. Погледнете. Токму на дното, каде што и треба да бидеме во овој момент, доколку го погледнеме магди сме почнале да правиме некои бели линии тука, односно движења кои што би требало да одат нагоре, но не најдавно сме се нашле моментално, иако се уште месецот не е затворен, имаме ликвидации, моментално може оваа свеќа, односно овој графикон да се врати повторно во бела боја, доколку завршиме во поголемиот опсек од оваа цена, и сето тоа ќе придонесе за полека, но сигурно да се спремаме за движењето нагоре, како што го
правевме тоа и во 2022 година. Доколку го погледнеме Етериум погледнете. Нема никакво движење дури од 2021 година. Има само некои странични движења, едноставно странично движење и трошење на времето, кое што го спомнавме неколку пати дека би можело да се случи во овој период од bear маркетот. Никакви знаци на опоравување, едноставно не знаеме кога ќе се опорави, затоа што графиконот ни покажува сосема друга слика моментално. А другите алткоини исто така се наоѓаат во слична позиција. Еден што го следиме, ќе го направиме FET. Погледне. Веќе сме почнали тука на овој индикатор да растеме, но цената се уште се наоѓа во тој опсек, иако пробивме од оваа тренд линија, она што го очекувавме. Така да, верувам дека купувавте на пониски цени. Тука, кога и го представивме овој проект, кога и го гледавме, но сите алткоини би требало да го направат ова. Ова се веќе првите знаци дека можеби почнавме да успоруваме во овој bear маркет за алткоините и дека цената полека но сигурно би требало да се враќа во спротивна насока, а тоа е нагорната насока. Доколку се префрлиме на S&P 500, ќе видиме дека имаме движења кои што ги следат циклусите тука. Сме имале, можеби ова е врвот за S&P 500, едноставно не можеме да знаеме, можеби следува еден огромен колапс. Така да, иако покрај сите оние вести ова никој не го очекуваше да се случи во април и да имаме нови all-time highs, но се е можно со S&P 500, така да го чекаме следниот дневен циклус. Ова е веројатно пробивање на овој циклус и ова се првите знаци дека всушност нешто не чини со овој тренд и можеби би следувало нешто вака, можеби поголем период, но сето тоа ќе го оставиме за понатаму. Доколку погледнеме сега биткоин доминација, исто така кажавме ќе ја споменеме. Биткоин доминацијата не е ни близку до она што било кога сме имале алткоин сезона. Дури не ни паднала испод 58-60%. Тука едноставно не можеме да имаме алткоин сезона доколку имаме биткоин сезона цело време. И доколку ја погледаме USDT доминацијата тука на дневно ниво, погледа. Тоа е таа тренд линија која што ја следиме и се додека имаме раст, иако очекувавме ова да биде уште кога го правевме овој обсек тука, очекуваме дека ќе има некој си пробивање нагоре. И погледнете, доколку примениме Елиот тука 1, 2, 3, веројатно ова е комплексниот четврти бран кој што трае од јануар до мај и ова е почетокот на петиот бран, односно 1, 2, 3, 4 и уште да добиеме некое движење тука 5, нешто што е можно и што го гледам така од око, би можело да биде и движењето кое што би ни го дало едно од најголемите шанси кои што би можеле да ги има во следните години, А, Б, С. Доколку ова биде можноста, верувате дека не сакате да ја пропуштите, затоа што ова ќе биде таа можност каде што ќе се направат следните милионери, дури и со многу малку капитал. Доколку ги погледнеме статистиките кои што се презентирани порано, сето тоа
е возможно, доколку се добро е испланирано и нормално се случи повторно, така да имаме исто така USDC доминацијата, која што исто така во нагорен тренд и не планира да запре, барем сега за сега. Истото ова делува дека би можеле да имаме повторен колапс на USDT и тоа да биде нашата прилика, а верувам дека таа прилика обично трае многу кратко, според статистиките кои што сум ги следел, тоа се некои 6 месеци, 4 до 6 месеци, каде што доколку не излезете од пазарот, повторно ќе се вратите на истите цифри од претходно, што значи дека менаџирањето на ризикот би требало да биде многу важно за следниот bull market, едноставно да се знае кога да се излезе од пазарот. Доколку се навратиме сега на златото, ќе го погледнеме класична тренд линија и корекции. Би можеле да го следиме ова секој ден, затоа што, погледне, имаме повторно failed day cycle, тука ќе поставиме еден. Погледнете како се прават лажни движења за мамење на инвеститорите. Повторно 27, уште еден циклус тука и имаме еден неуспешен, 2, 3 и веројатно тука би имале уште еден. Докато погледаме на неделно ниво, се ресетираат индикаторите. На месечно ниво исто така би можеле да доживееме огромен колапс на златото. И на дневно ниво, се додека сме под оваа тренд линија, едноставно нема што да бараме во нагора насока. Ова може да трае со месеци. Тука, како што го видовме тоа со биткоин, едноставно потрошено време со месеци за да се формира некоја база, за да може да се продолжи. Повторно нагоре, ова е формирано движење тука, каде што би можеле да се вратиме до 3660 долари за злато. И отприлика тоа е тоа за денеска. Се надам дека уживате, слободно претплатете се на каналот. Се надам дека добивме некои информации кои што ќе користат и што да очекуваме во следниот период. Бидејќи верувам дека оваа стратегија е многу корисна, слободно споделете го со вашите пријатели доколку мислите дека има нешто корисно во овој канал, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Бет Тичер Крипто и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.